Сега нешто накратко, да не должам многу, би кажала за поглавјето 19 и неговата иднина, како ќе оди понатаму. Значи, од старата методологија, која што се одвиваше според поглавја, сега се оди на новата методологија, каде што ова поглавје влегува во кластерот број 3, така наречен конкурентност и инклузивен раст, во кој што се наоѓаат уште 7 поглавја, освен социјалната политика и вработување. Значи, повеќето од овие поглавја, односно од овие 8 поглавја кои што се во овој кластер, се од економската сфера и се разбира вклучени се образование и наука и истражување, и тоа не е случајно. Ние може да заклучиме дека оваа структура на кластерот и поглавјата што се тука ни укажуваат, повторно не подсетуваат на она наше сознание дека социјалните ризици, социјалната сфера во целина е тесно поврзана со економијата, односно со економската моќ на државата, и се разбира еден многу важен сегмент на кој што многу ретко зборуваме, меѓутоа јас како социолог ќе го споменам, тоа представува распределбата. Затоа распределбата на бруто домашниот производ. Затоа во овој кластер исто така припаѓа и даночната политика.